Фудбалерите на Осокова во недела пред своја публика го играат надпреварот против екипата на Карбинци. Жолто-сините очекуваат сигурна победа и прокнежување на 3 нови бода за избегнување на долниот дел од табелата. Деновиве на стадионот Никола Мантов се тренира максимално ангажирано, па тренерот Зоран Филипов има сладки маки од големиот број фудбалери кои ги има на располагање да ја избере првата постава. Првото коло испадна добро за нас, земавме вреден бод многу на жешкиот терен во Свети Николе против екипата на Овче поле, иако имавме шанси дори да победиме. Но што е тоа е, продолжуваме понатаму. Сега не очекува навидум лесен меч против екипата на Карбинци во недела. Не дека сме запишале трите бода предвремено, онака очекуваме со умерен оптимизам. Исто така ни се враќаат и двајцата играчи кои ни настасува во Свети Николе, Бојаджиев и Аксентиев од навалата. Екипата мотивирана, поминавме добри подготовки. Од страна на управата се што е ветено се е исплатено, значи и од таа страна сме задоволни. И одиме на трите бода против Карбинци. Па ќе видиме, за натамошните надпревари, натаму ќе мислиме сега, значи во фокусот ни е Карбинци, за да фанеме залет и веќе да се приклучиме кон средината на табелата, дури ако може и неко повисоко место. Во недела очекуваме победа со екипата на Карбинци. Во никој случај не подценуваме екипата на Карбинци, меѓутоа овие 3 бода треба да бидат впишени на нашето конто. Знаеме. Не, екипата е комплетирана. Очекуваме дека ќе излеземе во полн состав. Меѓутоа, да кажам дека со мислите сепак сме насочени на наредните 2 гостувања со екипата на Бреганица Делчево и екипата на Слога Виница. Фудбалерките на Кочани пред своја публика ќе играат против Борецот Велес. Кочанчанки најавуваат победа бидејќи реално се подобра екипа од гостинките. Младости дни на СП по неодигрувањето на последниот надпревар против Драгон во недела гостуваат во Битола, каде треба да ги одмерат силите со фаворитот Конзули. Резултатски ова гостување е безнадежно, бидејќи екипата на Оризари има проблеми да ги собере фудбалерките и да состави тим.